Ова не е сцена од акционен филм, туку реална акција при бркање на дрвократци, кои со месеци ја пустошат планината Плачковица од Радовишка страна. Видеоснимката е направена вчера и на социјалните мрежи и објави Кире Михаилов, заменик директорот на Национални шуми. Во заедничка акција со шумската полиција од Скопје, на лице место фатени се дрвократците. Одземени се 2 моторни возила и моторна пила, а против сторителите ќе бидат поднесени кривични пријави. Дрвократците дејствуваат организирано, тоа се изолирани групи кои со патнички возила и моторни пили ја пустошат дрвната маса веднаш до патиштата. Крадат пред се дрвна маса која што е блиску до патот. Значи ги уништуваат она кое што секој граѓанин го гледа. Значи ако вие тргнете од вчера од Радовиш до Плачковица до викендиците, се покрај патот е сечено лево на самиот пат, гранки има на самиот асфалт. Не влегуваат лево-десно затоа што во текот на овој период и не можат. Имаше снег, мокро е, може да заглават, не се подготвени со моторни возила, патнички моторни возила, се не се камиони, не се джипови. Статистиките покажуваат дека во 24-та од дрвократци се запленети над 40.000 метри просторни дрвна маса, а поднесени се 211 пријави против познати сторители. Причинетата штета се проценува на околу 22,6 милиони денари. Лани во неколку координирани акции беа разбиени и организирани групи, кои сериозно пустошија по Охридско-Струшкиот и Кичевскиот регион. Само во Охридско-Струшкиот регион имаме земено преку 30 камиони. Таму има и притвори, има затвори во однос на дрвократството. Првата акција која што беше 20 минатата година, една од најголемите во Македонија, беше акција во Кичевско. Во една акција, во еден ден, која што заеднички ја истеравме со ЕБР, беше добро организирана. Те одземаа 4 трактори, 2 камиони и беа приведени 9 луѓе кои што пружаа отпор, верувате. И покрај заплените дрвократството останува сериозен проблем што предизвикува големи штети по природата. Во 2023 се запленети над 38.000 просторни метри дрвна маса, со штета од околу 24 милиони денари. Иако се поднесени 259 пријави против познати сторители, во 2585 случаи сторителите останале непознати.